Меѓутоа, дејноста на ВМРО е она што ги прави тие луѓе дел од една иста заедница. Добар ден, почитувана публика, и добре дојдовте во 26-то издание на видеоподкастот Гласот на Слободна Македонија. Јас сум вашиот домаќин Душан Петровски. Денеска сме во невообичаен состав, односно денеска летам соло. Мојот вообичаен соговорник Јордан Петровски прави пауза, ете после 25 последователни емисии решивме да му дадеме малку одмор. Денеска ќе дискутираме за две теми. Накратко ќе прокоментирам за претседателските избори и потоа ќе се занимавам со изјавата на папата Франциско околу тоа дека Македонија и Бугарија се две различни нации. Да почнеме со изборите. И се оствари желбата на Гордана Селјановска Давкова и жена стана претседател на Република Северна Македонија. Стило Пендаровски е официјалниот победник. Вкупниот процент на излезеност, односно вкупниот број на излезеност овој пат беше за околу 100.000 гласови поголем од првиот круг, и тоа е всушност она на што не интересира. Дали оваа поголема излезеност е производ на исклучиво на фалсификат или исклучиво на пишмањење кај делот бојкотирачите, тешко е да се рече. Веројатно се работи за комбинација на двете работи. Знаеме дека имаше неправилности, знаеме дека на дента на изборите еден куп наблюдувачи се јавија дека биле болни, завладела значи некаков си фантомски вирус во Македонија баш токму тој ден. И знаеме дека имаше многумина бојкотирачи кои што беа на работ на дали да гласаат, дали да не гласаат. Се ширеше пропаганда на социјалните мрежи дека ете треба да се чека дока е 5:30 навечер да се види каква е излезеноста. Мицковски ја одигра својата улога, ете тој дури не го употреби ниту предизвикот на односно понудата, отворениот гол кој му го даде Заев во неделата пред изборите, односно во периодот помеѓу двата круга, кога рече дека доколку нема цензус има предвремени парламентарни избори. Значи, веројатно, како што реков, веројатно станува збор за комбинација на двете работи. Имаше фалсификати, очигледно е дека имаше фалсификати, меѓутоа очигледно е и дека извесен дел од оние кои што бојкотира се пишманија, се во последен час исплашија дека ете ја купија пропагандата која што ја продава ДПМН-евците посебно. И тоа е тоа. Во однос на бојкотот, веќе тоа е она што нас најмногу не интересира, мора да признаеме дека резултатот до известна мера е пораз за движењето бојкот, бидејќи формално бојкотот не успеа. Меѓутоа, можеме да кажеме и треба да кажеме дека е успех во поглед на она поголемата слика. Денес, значи, во Македонија има од ден на ден има се повеќе македонци на кои им е јасно дека нема суштински избор на политичката сцена, дека нема суштинска разлика помеѓу ВМРО, ДПМН и СДСМ. И она што е уште поважно, дека во самата ВМРО ДПМН веќе нема ВМРО. Таа партија ние зборуваме од поодамна, уште од речиси од самиот почеток неизин, почнува да се кооптира од страна на УДБА и конечно еве денеска ги гледаме тие резултати. Таа партија
денеска на овие избори го кандидираше својот најапла југословенски кандидат. Не дека до сега другите кандидати биле нешто посаглам, меѓутоа, прислучок можеби на Љубиша Георгиевски до некаде, меѓутоа, мора да кажеме дека овој кандидат, Гордана Седамска Давкова, дете на партизанско семејство, професор на факултетот за право, учесник во првата политичка влада, припадник на Сојузот на реформисти, заложбеник за Трета Југославија, досега беше најотворено анти-македонски и анти-ВМРО-ски кандидат. Сето тоа не почна вчера или зачера, туку сето тоа започна во 1992 година, кога Гордана Седамска Давкова беше дел од владата, и таа влада започна прогон на македонски националисти, без разлика суштински од тоа дали се од лева или од десна провиненција. И тоа е всушност она што во Македонија се одвива уште од 35-та на наваму. Тоа е она иронија што комунистите Тито наводно ни дадоа наводно Македонска република, Македонска држава, наш јазик, писмо, право да се викаме македонци, да не мора да се викаме бугари или срби, или јужни срби, југословени, не знам што. Меѓутоа, во сиот тој период имаме архивска граѓа во архивите на УДБА, дека биле прогонувани, репресирани, сузбивани македонските активности и македонските националисти. Од таа смисла, значи, можеме да кажеме дека овие избори придонесоа до решавање на македонскиот проблем. Прво е, значи, доколку сакаме да решиме проблем, прво мораме да воочиме дека има проблем. Зависникот од алкохоличарот или наркоманот не можат да почнат да се лекуваат, дури не признаат дека имаат проблем. Сега, вториот чекор во решавањето на проблемот е посочувањето на самиот проблем. Сега, значи, одиме, два чекори сме направиле и одиме кон решавањето на проблемот. Сега би сакал да го внесам отсутниот Јордан, да дадам цитат од него, едно негово мислење во однос на тоа како тој ги гледа резултатите на изборите. Тој на 5 мај, значи на самиот ден на изборите, 4:20 по наше време, по канадско време, значи тоа ќе биде некаде 10:20 по македонско време. Тој вели вака: бојкот денеска победи. Бојкотот извојува најголема победа. Успеа да го соголи партиското водство на ВМРО-ДПМНЕ, односно дека ДПМНЕ не е никаква опозиција и дека нема ниту В од ВМРО и дека врвот на партијата е под контрола на УДБА. Нешто за кое јас пишувам и говорам скоро 20 години. Бојкот би требало повеќе да не се занимава со ДПМНЕ, бидејќи ДПМНЕ е партија и таа треба сама да си ги решава проблемите, ако мисли дека има проблеми со идеологијата и со политиката на водството. Бојкотот, според мене и Комитетот за демократизација на Република Македонија, читајќи најави и од други учесници, ќе води битката, односно ќе продолжи со бојкотот на секои идни избори, се додека не се донесе нов изборен закон, нов закон за влада и спроведување на тие избори од страна на техничка влада. Бојкот е за рушење на тоталитарниот едноумен систем и за удирање на темелите на демократска и самостојна Македонија, она што не е сторено од 90-та, односно 91 година. Да живее Македонија на македонците. Тука е всушност круксот на она за кое што се залагаме. Тој вели, значи, ние треба да продолжиме со бојкотирање и на секои идни избори, затоа што целта е рушење на тоталитарниот едноумен систем и удирање на темелите на вистинска македонска самостојна држава. Нашата цел, Македонија на македонците, е цел. Тоа не е спорно. Меѓутоа, она што е
суштинско тука, она што е круцијално е патешествието. Македонија каква што постои денеска и каква што постои од 45-та година на нааму, да не одиме и наназад, е суштински корумпирана држава. Корумпирано општество. Кога зборуваме за, особено за овој период од 45-та на нааму, за едно активно дејство на државата да го корумпира граѓанинот, да му го уништи моралниот карактер. Значи, зборуваме за држава каде што му се одзема правото на човекот самиот да си го решава својот економски статус, самиот да си го заработува својот леб. И се приморува тој граѓанин да стане зависник од државата, да мора да биде вработен во државна фирма и на тој начин да мора да се приклонува на каприците на владеачката класа. Каприцот на владеачката класа вели дека не може Македонија да постои, не може македонскиот народ да си има своја сопствена држава и тој мора да игра улога во местенката да се уништи македонскиот народ и да се разочара тој од таа идеја, да се оттргне од таа идеја. Значи, патешествието кое што е пред нас треба да биде пред се едно морално и духовно патешествие. Патешествие на самоподобрување и себеосознавање, односно првен себеосознавање, да се осознаеме, да видиме кои сме, што ни се предностите, а што ни се слабостите, и потоа да преминеме кон себеподобрување. Доколку овој процес го сватиме така, тогаш многу полесно ќе биде да дојдеме до нашата цел, затоа што тогаш нема да бидеме преокупирани со целта. Мора избори, победа на избори или извесен закон или едно или друго. Кога ќе сватиме дека всушност се работи за битка за себе подобрување, за живење на морален живот, за живење на христијански живот, кога ќе ги сватиме тие работи, тогаш и кога ќе се посветиме на тие работи, тогаш оваа крајната цел ќе се оствари самата по себе како нус појава едноставно, како странична појава на она што го работиме. Сега одиме со посетата на папата Франциско на Македонија минатата недела. Први неколку забелешки. Ова беше прва посета на актуелен папа на Македонија во целата 2000 годишна историја на Римокатоличката црква. Во таа смисла ова е едноставно чест за Македонија. Без разлика дали личноста која што денес е папа, односно која е наследник, директен наследник на Свети Петар, е достојна за таа почест или не, таа личност е носител на една од најзначајните институции во светот. Лично на мене овој папа не ми е многу мил, затоа што тој не е ни бледа сенка на она што беше Јован Павле II, и особено ако знаеме дека човеков е марксист и дека има некои многу чудни сваќања, бацуваше нозе на овие муслимански бегалци, не ги решава проблемите со хомосексуализмот во црквата и така натаму, мораме да дадеме почит на неговата позиција, односно на неговата мантија. Понатаму треба да знаеме дека и покрај тоа што историски, речиси цело време македонските простори припаѓале на сферата на Константинопол, има неколку наврати во историјата кога Македонија за малку само што не паднала под римско влијание. Историјата на Балканот, па дури на светот, може би била многу поинаква доколку Македонија впрочем станала дел од Римокатоличката црква.
И мораме да забележиме дека католичката црква во облик на унијатството, кое што е некои го нарекуваат византиски католицизам, има голем придонес во раѓањето на македонското ослободително движење во 19. век. Еден од приврзаниците на таа унијатска црква, чие што главно упориште била во Егејска Македонија, е и Гоце Делчев. Значајните активности и добриот прием на унијатската црква во Македонија, впрочем, е еден од поводите за формирањето на бугарската екзархија, која што подоцна ги оформува гимназиите и училиштата во Македонија, од кои што излегуваат македонските револуционери, основачите на ВМРО и така натаму. Значи, католицизмот, католичката црква играат една, како да кажам, периферна улога во македонските настани и во македонското ослободително движење. И сега одиме на главната тема. Главната тема е неговата изјава дадена по повод новинарско прашање, откако беа завршени неговите посети на Македонија и Бугарија. Прашањето беше околу впечатоците, какви му биле впечатоците од посетата на двете земји. И папата ја даде следнава изјава. Тој вели вака: тие се две целосно различни нации. Бугарија е нација со вековна традиција, Македонија од друга страна има вековна традиција, но не како држава, како народ, што на крајот израсна да формира нација. Тоа е убава борба. Нормално на ваквата изјава скокна многумина пропагандисти кои што се обидува да ја спинуваат изјавата во полза на нивната пропаганда. Оние кои се декларираат како македонски българи скокна да ги исправаат дека папата не знае што збори или дека не бил исправно протолкуван односно не била исправно протолкувана неговата изјава. Овие кои што се на југословенска линија го зедоа ова како потврда дека ете и папата пресекол дека Македонија, македонците и бугарите се две сосема различни ентитети и дека нема што повеќе да се дискутира. Бидејќи ова е едно комплицирано прашање кој се користи како алатка за манипулирање на македонскиот народ и за понатамошно двоење, би сакал да ја земам ова прилика да понудам некои записи од историчари и од познавачи на македонското прашање, на историјата на Балканот и така натаму, кои што може да ни дадат малку по-добра перспектива во однос на тоа што го рекол папата и во однос на тоа што можеби е вистината. Ке почнеме со изјава на една од најконтроверзните личности во поновата македонска историја, тоа е Ванчо Михајлов, кој можеби не би се согласил со изјавата на папата. Во неговата книга Македонија, Швајцарија на Балканот, во поглавието за аспирациите на балканските држави, трета глава, тој вели вака: српската антибугарска пропаганда тврди дека македонското население е српско. Грчката пропаганда тврди дека е грчко, додека болшевичката пропаганда во најново време настојува да афирмира една невистина. Дека божем во Македонија немало бугари, туку некаква друга нација, македонска. Ваква нација историјата не познава. Додека македонец во географска смисла се нарекуваат и гркот и албанецот и турчинот и влавот. Истата појава е присутна исто така и во Босна, каде што и хрватот, католик и муслиманот, како што и православниот србин изјавуваат дека се босанци. Со тоа секој од нив сака да каже дека е од Босна и ништо повеќе од тоа, бидејќи босанската нација не постои. Се разбира дека такви случаи можат да се најдат и во други земји. Кога некој ви каже дека е баварец, саксонец или трусин, вие знаете дека тој е германец. Во етнографска смисла на зборот и во Швајцарија не постои швајцарска нација
и нема швајцарски јазик. Во суштина сега, значи, и тука и Михаилов зборува за две работи. Прво вика дека значи српската пропаганда вели дека македонското население е српско, грчката пропаганда дека е грчко, а потоа вели дека македонска нација историјата не познава. И тоа е технички тоа е точно. Македонска нација не постоеше се дори не се формираше македонската држава. Македонска држава не постои од мислам дека беше 147 година пред новата ера, тука некаде кога римјаните го освојуваат Балканот, па се до формирањето на ова Народна република Македонија во рамките на бивша Југославија. Или можеме да кажеме 91 кога се прогласува независност на Македонија. Нацијата, терминот нација, повеќе е поврзан со националната држава. И во таа смисла, значи, македонска нација не постоеше се дори не се формираше македонска држава. Меѓутоа, можеме да кажеме дека во права смисла на зборот, и иако има бугарска држава, бугарско царство, грчко царство, односно Византија, тоа не е грчко царство технички, српско царство, тешко е да кажеме дека и тие држави сочинувале нации, бидејќи зборуваме за, тука зборувам сега за средновековните царства, српско и бугарско, тие држави не биле национални држави, односно во нив суверенитетот на државата не им припаѓал на граѓаните. Туку тоа биле држави, феудални држави, кои што биле сопствеништво на царот и на благородничката класа. За нив не е било битно народот дали бил од нивна националност или не било од нивна националност, дали го зборували истиот јазик или не го зборували истиот јазик. Тие биле заинтересирани за територија и за плячка. Така што во таа смисла и изјавата на папата не е баш целосно исправна, бидејќи бугарската нација се формира, можеме да кажеме, во 19. век, што тешко да се каже дека тоа е вековна нација. Во 19. век, крајот на 19. век, се формира царството Бугарија, односно кнежевството Бугарија, и полека таа држава прераснува во република, каде што суверенитетот на државата му припаѓа на народот, иако реално од самиот почеток кнежевството Бугарија било повеќе една народна творба. Сега, за да го разбереме терминот подобро, треба малку подобро да го разбереме и да разбереме и еволуцијата на националната држава. Доколку се присетиме на нашата историја од 7-8 оделение, ќе знаеме дека средновековието, односно периодот од распаѓањето на западната Римска империја, па се до индустријската револуција некаде, преовладува феудалистички општествено-економски систем. Низ цела Европа, значи, како било на Балканот, така било и во Германија, така било и во Англија. Меѓутоа, гледаме дека во тој период, од некаде 6 век од новата ера, па до 18-19 век, се случува една огромна трансформација на Западот, која што Источна Европа, посебно Балканот, ја испушта. Балканот останува малтене исти каков што бил во 6 век и на почетокот на 20 век. Единствените разлики кои што се забележуваат таму се производ на западните влијанија на Балканот, односно соработката до известна мера на големите сили со Турција, изградбата на железничките пруги и на телеграфските линии.
Меѓутоа менталитетот останал исти. Сега, да го разбереме феудализмот, треба да сватиме дека на светот има суштински два типа на луѓе. Има луѓе кои што бараат сигурност и се подготвени за таа сигурност да се подчинат на некој посилен, и има луѓе кои што се амбициозни и сакаат да владеат, и на нив им требаат луѓе кои што се подготвени да им се подчинат. На тој начин се ствара тој феудален систем. На Балканот менталитетот кој што преовладувал на почетокот на овој систем останал се до ден денешен, а тоа е поради идејата дека оној што владее треба да го толчи и да го цеди подчинетиот и да извлече од него се што може, дужата да му извади и на тој начин да се богати. Од друга страна, западните благородници согледале дека привлекуваш повеќе пчели со мед, одошто со отров или со оцет. И како производ на тоа откровение на западните аристократи, го гледаме постепеното прераснување на нивните кнежевства во национални држави. И од тука доаѓа поимот нација. Таа смисла, како што реков, на Балканот, дури и денеса е тешко да се каже дека постојат нации, бидејќи се уште на Балканот, иако номинално зборуваме за држави каде што суверенитетот во државите им припаѓа на граѓаните, реално имаме полициски држави кои што се наменети да го контролираат народот и се уште да го цедат, да го толчат и него да го третираат само како стока. Од 45-та на наваму тој систем работи малку по-перфидно. Значи, стариот феудалистички систем буквално бил систем на очигледна плячка. Му доаѓа на селанинот даночник и му зема се што има, па дури и она што го нема. Од 45-та до 50 зборуваме за периодот на кршење на духот на македонскиот народ. Тогаш има планирано изгладнување на народот, затоа се прават тие аграрни реформи и петогодишни планови едно друго. Сето тоа е наменето намерно да пропадне, за да се за народот да се изгладне и на тој начин психички да се скрши. И после 50-та година Југославија станува финансиски вазал на Западот, добива неповратни заеми, добива кредити, добива грантови и така натаму, со кои што се градат патишта и мостови и не знам што. Меѓутоа, суштинската намена на тие пари е повторно она владеачката класа да го збира кајмакот, а да дели трошки на народот. Значи, повторно народот се користи едноставно како заложник во таа трансакција на таа глобална, на тој глобален велфер систем. Меѓутоа, технички од тогаш на наваму имаме национални држави. Да се вратиме повторно конкретно на прашањето околу македонската нација и тоа дали Македонија и Бугарија се две сосема различни нации. Ова е прашање кое што ги загонетнувало историчарите и научниците до вчера, речиси, и се уште останува до некаде контроверзно прашање. Етничката припадност на македонците се чини од секогаш била загадка. Еве, ова е книга насловена Раѓањето на Југославија, издадена е во 1922 година. Авторот е Хенри Берлин. И тој го поставува прашањето на 166 страница: што се македонските словени? Дали се бугари или срби? Тој малтене доаѓа до некаков заклучок, тој ги вика бугаро-срби и вели дека едноставно македонците треба да се означат како југословени и да се заврши работата. Браилсфорд, кога зборува за македонците, ги означува како бугари. Истото тоа го прави и Анри Пози во 1934 година. Значи, етничката припадност на македонците, односно на македонските словени, секогаш било загадка, па дури и за најдобро запознените. Сега ќе дадам
малку пообемни цитати од Браилсфорд и од Спинка, со кои што можеби ќе дојдеме до некакво подобро разбирање за тоа што е етничката припадност на македонците, и можеби ќе дадеме до известна мера одговор на едно прашање кое што ми го поставуваат некои од нашите гледачи: како се чувствувале македонските револуционери во почетокот на 20-тиот век? Па да почнеме. Значи, ова е од Браилсфорд во неговото поглавје околу народностите на Македонија. Тој вели вака: не треба да чуди што едно толку мачно и неизвестно минато произвело бескрајни политички контроверзии. Стотина години порано би било тешко да се пронајде македонец со централните предели на земјата кој би можел да одговори со било каква смислена интелигенција на прашањето дали е од српска или бугарска народност. Сеќавањата од минатото нацело исчезнале и не останало ништо освен нејасната традиција помеѓу селаните дека нивните прародители своевремено биле слободни. Прашав едни момчиња од изолирано планинско село во близина на Охрид, кој ниту имаше учител, ниту резидентен свештеник, и каде ниту еден единствен жител не беше писмен, со цел да научам колкава мера на традиционално познавање тие поседуваат. Ги однесов кај урнатините на замокот на бугарскиот цар, кој ги доминира езерото и долината од врвот на еден одсечен и чудно заоблен рид. Кој ја изградил оваа тврдина, ги запрашав. Нивниот одговор беше значаен: слободните луѓе. А кои биле тие? Нашите дедовци. Да, но што биле тие? Срби или бугари или турци или срби? Не биле турци, туку рисјани. И тоа се чини беше границата на нивното познавање. Мислам дека момците кои што туку минаа низ востанието си имаа своји романтични поимувања за политиката. Стариот замок за нив значеше нешто. Ги подсетуваше дека имале слободно минато, но очигледно империјата на цар Симеон и сите нејзини краткотрајни наследници речиси целосно изветреале од јавната свест. Некои велат дека дури името бугарин станало заборавено. Тоа е според мене претерување. Но ниту бугарите, ниту србите официјално не се признаваат од турците како засебна народност, како што тоа од секогаш било случајот со грците. Во Европа, точно е, тие едва беа фрагмент од сеќавање. Волтер во Кандиде пишува за имагинарна бугарска војска која спроведувала извонредни бугарски вежби, божем името не значило ништо повеќе од земја Недојдија или Руританија. Србите минале малку подобро. Нивната империја, иако ништо постабилна, ниту потрајна од бугарската, се појавила во подоснежен период, а околу нејзиното разбивање на битката на Косово се развлекувале страстни и сентиментални легенди, посветени во циклус на бесконечни балади. Неспорно е дека во вистинската српска земја во Косово минатото никогаш не се заборавило. Потоа, додека и бугарската Охридска патријаршија и српската Пеќка патријаршија биле загушени уште во 570 година преку махинациите на грците, Пеќката митрополија која ја наследила патријаршијата делумно успеала да го задржи својот национален српски карактер се до 767 година. Конечно, србите имале центар во Слободната република Рагуза, кој и покрај својот католицизам и целосно италијански карактер, сепак направил многу за српскиот јазик и издал од своите печатници многу томови на српски стихови. Србите во Унгарија исто така профитирале од европејската култура, додека ослободувањето на современа Србија во првите децении на минатиот век било овозможено благодарение на нејзината оддалеченост од Константинопол. Бугарите не уживале никоја од овие предности. Нивната црквена автономија била целосно загушена. Тие немале слободна сестра како Рагуза, немале браќа азиланти во Европа. Тие биле во дофат на престолнината, неизбежно е тогаш што нивната природба пристигнала подоцна, а без патронатот на Русија можеби и никогаш не би се случила. Во рубриката Дали македонците се срби или бугари, Браилсфорд го напишал следново: Дали се македонците срби или бугари? Ова прашање постојано се поставува и догматички се одговара во Белград и Софија.
но историската лекција е очигледно дека воопшто не постои одговор на истото прашање. Јазикот не информира сосема малку. Разликите помеѓу литературниот српски и бугарски јазик не се значителни, но се сосема дефинитивни. Македонскиот дијалект не е ниту едниот, ниту другиот јазик, но во одредени структурни карактеристики се согласува повеќе со бугарскиот одошто со српскиот. Меѓутоа, ова има сосема мало значение, затоа што современиот српски јазик не е јазикот на Душан, туку е дијалектот на Белград. Јужен македонец нема тешкотии да биде разбран во земјата на Душан, Скопје и Призрен, но тој ќе се чувствува како странец во Белград. Влијанијата на пропагандата исто така мора да се отфрлат. Свештеник или учител од Софија или Белград кој се населува во село, значително го прилагодува својот дијалект за време на една генерација. Овој процес може да се види на дело во центрите како Скопје, каде и србите и бугарите се активни. Истренираното уво сега може да ја воочи разликата во говорот помеѓу села кои се раздалечени на само неколку мили и дури и странецот забележува дека додека селанецот бугарофил одговара на прашања со позитивното да, србофилот вели јесте. Елементот на случајност во тоа каде припаѓаат овие афинитети е прилично голем. Не е невообичаено да се сретнат татковци кои, иако самите се официјално грци, еднакво гордо воспитуваат грчки, српски, бугарски и влашки деца. Страста за образование е силна, а различните пропаганди ревносно се обидуваат да ја задоволат. Доколку татко не е во можност да ги запише неговите синови во гимназија, која и припаѓа на неговата народност, изгледите што ги нуди со стипендијата го предизвикуваат да ги пресади во некое од ривалските училишта. Се разбира, прашање на чест е момчето кое се образува на трошокот на една или друга народност да ги присвои јазикот и народноста на оние кои тоа му го пружаат. Истиот процес е на дело и во селата. Се сеќавам јасно на моето чудење кога го сретнав овој невообичаен феномен за време на мојата прва посета на Македонија. Водев разговор со еден богат селанец кој беше дојден на пазар во Битола од едно од соседните села. Тој добро зборуваше грчки, но некако да му е мајчин јазик. Вашето село грчко ли е, јас го прашав, или бугарско? Епа, одговори тој, сега е бугарско, но пред 4 години беше грчко. Нема одговорот му делуваше како најнормална и секојдневна појава. Како? Ја запрашав со доза на чудоневидување, се случи таквото нешто. Па, рече тој, ние сме сиромашни луѓе, но сакаме училиште и свештеник кој соодветно ќе се грижи за нас. Порано имавме грчки даскал, му плаќавме по 5 фунти стерлинг годишно и го храневме. Додека грчкиот конзул му плаќаше додатни 5 фунти, но немавме наш свештеник. Го делевме свештеникот со уште неколку други села, но тој беше многу непунктуален и немарлив. Се жалевме при грчкиот владика, но тој одби да ни помогне. Бугарите разбраа за ова и ни придоа со понуда. Тие рекоа дека ќе ни дадат поп кој ќе живее во селото и учител за кој што не треба да плаќаме. Епа, господине, нашето село е сиромашно и се разбира станавме бугари. Човек може да го замисли овој мощно невообичаен пресврт. Малиот човек кој еднаш бил во Атина се откажува од безнадежната задача да ги учи грчки дечињата кои од своите мајки научиле само словенски јазик. Легендата дека Александар Велики бил грк заминува по еден пат и ривалскиот мит дека Александар бил бугарин доаѓа по другиот. Мисата која се чатела непунктуално на древен грчки јазик, сега се чати пунктуално на древен словенски јазик. Но под мощне комичните аспекти на оваа случка, останува фактот дека селото добива образование на сопствениот јазик и на тој начин ги отвара вратите на цивилизираните влијанија кои му доаѓаат во облик кој тоа може да го прифати и да го присвои. Митото од 5 фунти само забрзало неизбежен процес. Имам слушнато како еден духовит француски конзул прогласува дека со фонд од 1.000.000 франци ќе отпочне акција да ја направи цела Македонија француска. Тој ќе проповеда дека македонците се потомци на француските крстоносци кои го освоиле Солун во 12 век, а франците ќе го завршат останатото. Но и покрај се, грците располагаат со значајни фондови, но сепак грците ја загубија Македонија. Значи, гледаме дека се појавува една тема тука. Оној Хенри Берлин се чуди како да ги класифицира македонците, дали како срби, дали како бугари.
Со истиот проблем се соочува и Brailsford. И тој не знае како да ги класифицира македонците. Значи, можеби вистината, можеби решението е во тоа што македонците не биле ниту бугари, ниту срби, туку нешто засебно. Причината зошто не можеле да ги издефинираат како ништо е затоа што немале сопствена држава. Понатаму Brailsford под рубрика национални пропаганди, причина за неуспехот на српската пропаганда го запишал следново. Меѓутоа, несомнено е дека било која словенска народност која и припаѓа на православната вера можела да ја придобие Македонија, под услов да ги има потребните такт и пари. Србија или Црна Гора или дури Русија можела да го стори тоа. Но факт е дека Бугарија е онаа која во тоа успеала. Историјата и етнологијата и компаративната филологија може да заземат која и да сакаат страна во оваа полемика. Македонците се бугари денес поради тоа што слободна и напредна Бугарија знаела како да ги примами. Србија не произнесе такво убедливо влијание и српската кауза во Македонија како последица е занемарливо и вештачко движење. Тоа постои исклучиво дотаму докаде што може да го купи своето влијание со пари и докаде што турците го охрабруваат како против тежа на опасната бугарска агитација. Самиот факт што турците му се насмевнуваат е доказ дека тоа е безвредно и осудено на залудност. Како што стојат работите денес, веројатноста дека српските конзули ќе ги придобијат македонците кон Србија е еднаква на веројатноста дека американските мисионери ќе ги придобијат кон протестантизмот. Значи, тука, како што гледаме, се пројавува една, ако не и две теми се пројавуваат. Едната е дека, од една страна, странските научници, наблюдувачи, посетители не можат да ги класифицираат македонците ниту како срби, ниту како бугари. Меѓутоа, има нешто што македонците ги влече кон Бугарија. Можеби сега најумно е да се вратиме на почетокот, за да видиме зошто постои таа врска. Значи, кога се обидуваме да решаваме проблеми, да дојдеме до одговори искрени, треба да копаме и да чепкаме, да дојдеме се до самиот корен на проблемот, до самиот корен на прашањето. Зошто бугарската пропаганда, покрај економскиот аспект, била поуспешна од сите други пропаганди во Македонија? Ако се вратиме на почетокот на словенската историја на Балканот, а тоа е некаде 6 век, грубо речено, од новата ера, набргу по доаѓањето на словените на Балканот, во 7 век доаѓаат протобугарите, кои што се етнички и лингвистички различно племе и културно различно племе, кои што успеваат да ги освојат политички незрелите словени. Значи, тука зборуваме за период кога слабе Византиската империја, кога едноставно Византиската империја не се грижи повеќе за своите територии на начин на кој што се грижила порано. Се менува доаѓа до промена на културата во Византија. Целосно се губи она републиканска, римјанска, цивичка култура и сега веќе византиците прават аутсорсинг, што би се рекло, на своите должности. На тој начин се доселуваат словенците и после нив се доселуваат овие воинствени бугари, кои што ги освојуваат целата територија, речиси на целиот Балкан и на територии во денешна Романија, па дури во Унгарија, Бесарабија, делови од Украина. Токму во овој период, 7, 8, 9 век, особено во 9 век од новата ера, се случува официјалното христијанизирање на словените на Балкан. Црквата која што го прави тоа е Бугарската национална црква, односно Бугарската државна црква. И тука е почетокот на македонското бугарство. Неодамна
успеав да најдам една интересна книга која што ја најдов на сајтот macedonia.crorajina.com, која е под покровителство на Македонската патриотичка организација, која што на сите ни е познато, ја турка тезата дека, или ја поддржуваш на тезата дека македонците се бугари. Оваа нивна библиотека има сигурно преку 100 книги и документи на англиски, германски, француски јазик, кои што се занимаваат со Македонија, со Балканот, со Бугарија. И тука најдов на една книга со наслов Историја на христијанството на Балканот, студија на ширењето на византиската култура помеѓу словените. Книгата е издадена во 1933 година од страна на Матеј Спинка од теолошкиот семинар во Чикаго. Сега би сакал да прочитам малку поопширен цитат од него и можеби тука ќе дојдеме до некои одговори. Помеѓу протагонистите на словенската култура најпрочуен бил Климент, подоцна познат како Охридски. Борис го одбрал него како главен инструмент на неговата црквена политика. Проблемот со кој бил соочен Борис не бил занемарлив. Тој сакал да се воведе словенска литургија во неговата црква со цел да ја замени грчката хиерархија и свештенство со домородно свештенство. Како можело ова да се изведе во очи на противењето кое што таквата програма несомнено би го предизвикала меѓу грчките држци на црквена моќ во Бугарија? Дури и да се предпостави дека императорот Василije и патриархот Фотие во моментот биле благонаклонети кон словенската мисионерска дејност, зарем не би се променило нивното расположение во мигот кога ќе биде предизвикана врховноста на грчкото свештенство? Дотолку повеќе, иако словенското население го примило христијанството со задоволство, останатиот бугарски елемент, особено благородниците, не покажувале многу ентузијазам за него. Дали тие биле поспремни да го примат христијанството од рацете на словенски мисионери? Секако не. Доколку тие не биле воодушевени од културата и престижот на Византиската империја, немало многу надеж дека христијанството ќе може да се расшири брзо меѓу нив. Борис го решил овој проблем мудро и државнички. Го задржал грчкото свештенство во дворецот, но од друга страна основал центар на словенската култура во манастирот Свети Пантелеймон близу Преслав, со тоа што таму испратил дел од словенското калуѓерство, додека останатите словенски мисионери под раководство на Климент ги испратил да ги евангелизираат далечните македонски провинции, претежно населени со словени, во 886 година. Можно е полето на Климентовата дејност да било близу до неговиот роден крај, бидејќи се чини дека тој бил византиски словен. Областите одберени за Климентовата мисионерска дејност се наоѓале во југозападниот дел на Македонија и биле познати како Кутмичевица и Девол. Да се осигура целосната соработка на цивилните власти во регионот, Борис го отповикал бугарскиот губернатор на областа и на негово место испратил администратор, веројатно словен, по име Домета, да управува со областа во соработка со Климент. Впрочем, се чини дека вториот, Климент, делувал како предпоставен на првиот, Домета. На Климент му биле доделени повеќе резиденции, 3 во Деволската област, каде под негово раководство било основано словенско училиште за обука на свештеници и други клерици, и куќи во Охрид и Главеница. Во училиштето за обука во Девол, Климент се надевал дека со тек на времето ќе обучи доволно словенски клерици, за да му овозможи на Борис да ја замени целата грчка хиерархија и свештенство. За време на 7-годишната управа на Климент со училиштето, се вели дека таму биле образувани 3.500 ученици, кои потоа биле ракоположени како читачи, пејачи, ѓакони и попови и биле распоредени на своји пунктови со цел да ја вршат словенската дејност. Во големи групи биле испратени во 12 региони на провинцијата, но ја прошириле својата дејност дури и меѓу соседното српско население. На овој начин, идеите и дејноста на великите словенски апостоли од Моравија бујно се оплодиле во Бугарија, како и во Србија. Покрај неговите проповедачки и учителски активности, Климент произвел многу преводи од грчки. Подоцна бил назначен за бискуп на двојната епархија за Дебарца и Белица, северозападно од Прилеп, а неговото место како управител на училиштето во Девол било заземено од страна на Наум, кој дотогаш управувал со манастирот Свети Пантелеймон. На тој начин,
Климент станал првиот словенски бискуп на Бугарија. Понатаму, во однос на азбуката, Спинка го запишал следново. Симеон, наследникот на Борис, не бил само извонреден воинственик. За време на неговото царување и под негова потекнувачка грижа, словенската култура и литература достигнале висок степен на развој. Групата учени која ја собрала околу себе во својот дворец била интензивно ангажирана во преведување на она што се сметало за најдоброто од грчката литература, како и за продуцирање на оригинални дела. За оваа цел тие ги адаптирале грчките унцијални букви за потребите на словенскиот јазик и ги пишувале своите дела на писмото кое го добило името кирилица, иако всушност ниту Кирил, ниту Методи не биле поврзани со неговата адаптација. Комплексното писмо кое било развиено од Кирил, а познато како глаголица, останало во употреба од учените на Методи, кои се населиле во Македонија и Западна Бугарија. На тој начин се развиле две различни литературни школи во Бугарија – кириличната и глаголичната. Вторава исто така се расширила до Далматинското приморје и помеѓу хрватите воопшто. Значи, гледаме формирање на два центри на бугарската култура. И можеби тука некаде треба да го бараме решението на тоа зошто не можат овие ниту Браилсфорд, ниту Берлин да ги класифицираат македонците ниту како едно, ниту како друго. Номинално зборуваме за бугарска култура. Меѓутоа суштински зборуваме за култура која што е различна од онаа која што се развива во Бугарија. Понатаму Спинка запишал следново. Дворското училиште, поддржувано и раководено лично од Симеон, покрај тоа што ја превело Библијата и литургиските книги на древниот бугарски јазик, произвело преводи на дела од теолошки, проповедачки, легален, хагиографски и историски карактер. Самиот Симеон, веројатно пред неговото кронисување како хан, изготвил преводи на извадоци од делата на Јован Златоуст, кои станале мощно популарни како меѓу бугарите, така и меѓу останатите словени. Бискупот Константин, учител во манастирот Свети Пантелеимон и веројатно вториот словенски бискуп во Бугарија, напишал збирка на проповеди за евангелиските лекции за годината, насловени Дидактички госпели, во кои опширно позајмувал од Златоуст, Кирил од Александрија и Исидор од Палусија. На нејзиниот почеток додал азбучна молитва, која се смета за прв обид за словенска прозодија. Во прилог направил превод и на известни пасуси од делата на Анастасиус. Јован Екзарх, кој изгледа бил викар на архиепископот, бил еден од најактивните и најплодните писатели од времето на Симеон. Тој ја предводел дворската школа. Помеѓу неговите дела прворангиран е неговиот Хексамерон, шестоднев, детална експозиција на битието во стилот на Василије Велики и други. Делото изобилува со цитати од црковните отци и класичните филозофи. Калуѓер со име Грегор ја превел хрониката на Јован Маласас. Што се однесува до глаголската школа, која била предводена од Климент, поради тоа што била подалеку одвоена од директното грчко влијание, имало тенденција да биде карактеризирана со поголема оригиналност. Самиот Климент, кој училиштето во Девол го направил центар за ширење на културата и верската ревност, произвел известни преводи. Монахот Храбар, кој му припаѓал на ова училиште, оставил тракт за буквите, во кој го бранел легитимитетот на словенската азбука од нападите на грчките теолози кои ја негирале незината соодветност, држејќи се до постојната теорија дека само еврејското, грчкото и латинското писмо можеле да се ползуваат во служба на црквата. Понатамошни префигурации на истата борба може да се забележат во панонската легенда на житието на Методи, дело од бугарско потекло, кое на Кириловата творба на словенската азбука му препишува божествена интервенција во обид да го докаже легитимитетот на словенските книги за литургиски потреби. И покрај придобивките кои Симеоновата културна политика и ги донела на Бугарија, неговата програма имала несомнени фалти. Фундаментално, грчката култура, која Симеон сакал да ја направи достапна на словенски јазик, била премногу техничка и оптоварена со декадентни тенденции. Например, незиниот карактер бил претежно теолошки, религиозните дела толку униформно ги нагласувале есотеричните доблести на монаштвото, што укажувале дека никаков друг начин на живот не може да е искрено христијански. Оттука,
Таквата литература можела да им е привлечна на релативно мала група во Бугарија, теолошки обучената монашка заедница. Со други зборови, таа служела за потребите на верските очелници, но немала големо влијание врз општите маси. Обичните луѓе, дури и доколку биле писмени, не го сметале овој вид на литература за соодветен за нивните потреби. Оттука, културата која ја негувал Симеон била по својата природа ексклузивна, додека популарното образование било занемарено. Значи, тука можеме полека да видиме како се развива одговорот на оваа загадка која што се обидуваме да ја решиме. Дали македонците биле срби, дали биле бугари, дали биле нешто посебно. Очигледно дека македонците во историјата фигурираат почесто како бугари, поради тоа што номинално тие биле бугари. Во еден период на своето минато, во еден клучен период на своето минато, тие биле под управа на бугарска држава, која што, покрај тоа што наметнала административна власт, наметнала и духовна црквена власт. И таа црква, на која што македонскиот народ и останал верен милениум и пол, таа црква подолго време одошто не фигурирала како бугарска. И веројатно тука некаде лежи клучот на прашањето зошто бугарската пропаганда била најуспешна во Македонија во последните децении на турската власт и зошто, например, и покрај тоа што биле активни и други пропаганди во Македонија, сепак бугарската била најприфатена и веројатно поради тоа македонските револуционери се изразувале како бугари, иако можеби не како приврзаници на бугарската држава. Ваквата еволуција на еден народ, на една нација не е ништо уникатно за Македонија и за македонскиот народ. Ако ја знаеме историјата, например, на Англија, ќе знаеме дека Англија, односно британските острови, првовремено биле населени со келти, јазикот кој што се говорел таму бил келтски, па станала освоена од Римското царство, јазикот, официјалниот јазик станал латински, па со распадот на Западното Римско царство доаѓаат различни инвазии на различни германски народи. Па имаме инвазија на норманите и конечно на англосаксонците. Англискиот јазик не постои до некаде 12-13 век. Транзицијата била првин од латински во француски, па потоа се појавува некаков протоанглиски јазик. Па дури во 12-13 век можеме да зборуваме за првите појави на англискиот јазик. Меѓутоа, никој не го спори правото на англичаните дека тие се англичани. А така можеме да кажеме дека и македонскиот народ можеби минал низ некакви еволуции, кои што можеме да кажеме дека се помалку драстични од овие низ кои што минале англичаните. Па затоа никој не треба да ни го спори правото да бидеме македонци. Ако никој не можел да не дефинира ниту како срби, ниту како бугари, ниту како грци во минатото, значи има нешто што покажува дека не сме биле ниту бугари, ниту срби, ниту грци. Сме биле нешто друго кое што се уште не било крстено, може да кажеме така. И сега, постои друго прашање, дали селанинот, да кажеме, од Козјачијата се чувствувал како сроден со селанинот од Костурско, е друго прашање. Не знаеме дали постоела, и можеме да претпоставиме дека не постоела таа перспектива на национален поглед. Перспективата на македонците до пред 100 години била многу помала. Светот кој што го познавале бил ограничен на долината во која што припаѓале и затоа и не може да кажеме дека постоела македонска нација во тој период. Затоа што, како што реков, тој од Кумановско и тој од Охридско не се чувствувале како припадници на една иста нација. Немаме докази за такво нешто. Меѓутоа, дејноста на ВМРО е она што ги прави тие луѓе дел од една иста заедница. Тогаш за прв пат се јавува
македонската национална свест. Иако тие се декларираат како бугари по народност, тие зборуваат за формирање на македонска држава, автономна Македонија, независна Македонија. И тука е клучот на она што треба да го бараме. Се надевам дека ви беше интересна содржинава која што ја понудив денеска. Во понатамошните неколку емисии ќе се задржиме повеќе на разгледување на периодот 90 до 99 година и кооптирањето на партијата ВМРО-ДПМНЕ од страна на УДБА, за да воочиме каде точно се случува преломот на таа партија, кога ВМРО за прв пат почнува да се чисти од ВМРО-ДПМНЕ и зошто денеска имаме ситуација каде што застапници на идејата за трета Југославија се предводници на партијата ВМРО-ДПМНЕ. Доколку ви се допадна емисијава, ве молиме да ја лајкувате, да се члените на нашиот YouTube канал. Сето тоа помага во распространувањето и ширењето на овие видеа. Ве молиме да ги споделувате овие видеа на вашите социјални мрежи и да останете со нас во нашата борба за осознавање и распространување на вистината, затоа што само вистината е она што ќе не ослободи. До следниот пат, до гледање.